Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во ова најново издание на емисијата Мој термин, во кое што денеска ќе продолжиме да разговараме за она што разговаравме и во очи во очи. Но пред тоа, нешто што заборавав, а и искрено да ви кажам, не беше ниту време, ниту место да зборуваме за тоа, иако се однесува на оваа емисија. Во четвртокот, односно така како што ќе остане запишан во историјата, минатиот четврток, крвавиот црниот четврток, како сакате наречете го, имаше една работа за која што искрено сакав да се пофалам во емисија, за тоа што вие како гледачи сте заслужни што се расширила идејата, но и сепак тоа е прво признание за оваа емисија, но поради случувањата и развојот на настаните не го сторив тоа фалење за тоа што не беше воопшто случајот и ситуацијата. Но, денеска многу ми е кејф да споделам дека на 27 април, и ќе ја прочитам одлуката која што била донесена од страна на Одборот на Хуманитарната фондација професор доктор Љупчо Ајдински на 19 април 2017 година, која донесе следната одлука. Се доделува признание заедно со сертификат на Огнен Јаневски, новинар водител во телевизија 24, за прикажаната емисија на 24 јануари 2017 година за деинституционализација на лицата со попреченост, нивното вклучување во работен однос и хуманиот однос во комуникацијата со овие лица во текот на емисијата. Значи, тоа е одлуката која што е донесена, а се разбира истиот ден пред да се случи се она што имавме можност да просведочиме во четвртокот. Ова е сертификатот кој што беше доделен од страна на фондацијата професор доктор Љупчо Ајдински, така, и се однесува токму на емисијата Мој термин, тоа е оваа емисија, која се емитувала на 24 јануари 2017, а ова е сушност и признанието кое што ни го доделија оттаму, да си се пофалиме, бидејќи денот беше таков што не сакам да остане незапаметено. Првото признание, првиот сертификат кој што го добила емисијата Мој термин во своето кратко постоење од само 5 и нешто месеци, а 110 изданија. Мислам дека 110 треба да ги проверам, но дали се 105, 107, од прилика тука се некаде. И искрено се заблагодарувам на фондацијата доктор Љупчо Ајдински. Сега, во денето за тоа толку, во денешното издание ќе продолжиме да разговараме за она што е најново денеска, 3 мај, а тоа е влегувањето на Талат Џафери во канцелариите каде што порано беше Трајко Велјановски и при тоа првиот негов официјален работен ден, иако го имаше во петокот, но условите не го дозволуваат тоа. Се мисли на физичките услови. И се разбира за барањето на Аги Мнухију, Министерството за внатрешни работи како институција кои бараат разрешување на Митко Чавков од директор на Бирото за јавна безбедност. При телефонските броеви можете да ни се јавувате, да ни коментирате, се разбира, на Facebook, но ние во меѓувреме ќе одиме со прилогот на колегата Гаврил Сирачевски за денешниот ден, па потоа се враќаме во студиото и со вклучувања од Предсобранието на Република Македонија. Председателот на Собранието Талат Џафери и официјално го преизеде председателскиот кабинет во Законодавниот дом. Неговото име со слика се најде на официјалната интернет страна на Собранието, а првото кафе, наместо со екс-спикерот Велјановски, на примопредавањето го исписува евроамбасадорот Жбогар. Покрај државното знаме во кабинетот, место му најде и на албанското. На собраниските известувачи им вети фер соработка. Ќе добиете навремено сите информации, така да ќе има и сообщение во кое што се постави контактот, протоколот е. Во секој случај кој што било се постоечки, нема во моментот нешто председателе. Ќе добиете на време се. Официјалните позиции ги соопшти преку соопштение. Вели следен чеко реформирање на влада. Очекувам брзо формирање на новата влада и потоа сите заедно, почитувајќи ја пред се самостојноста на сите гранки на власта, да работиме за добросостојба на сите граѓани на Република Македонија, како и за остварување на нашите стратегиски определби, а тие се членството во НАТО и Европската Унија. Првите честитки ги доби од сопартиците и министрите од неговата партија. Дел од нив со подароци стигнаа во неговиот кабинет. Честитате дали на Талат Џафери? Да, честитаме.
Честитки добили од колегите од СДСМ, од генералниот секретар Жарко Денковски и дел од собраниските служби. Првата работа што Џафери како претседател ќе ја потпише е писмото до Иванов со кој ќе го извести за новото парламентарно мнозинство. Првата седница пак се очекува да биде за избор на нова влада. Џафери не доби честитки од колегите од ВМРО ДПМН. Тие пак за разлика од вчерашниот ден кога речиси целото работно време го поминаа во кабинетот на претседателот на собранието, денеска речиси и ги немаше во законодавниот дом. Од ВМРО ДПМН и денеска остануваат на својот став дека Талат Џафери е нелегално избран за претседател на законодавниот дом. Така, вие сте заедно со 106-тото издание на Мој термин, веќе го пресметав во меѓувреме додека траеше прилогот на колегата Гаврил Сирачевски и додека си разговараме по однос на темата, се разбира вклучување од пред Собранието на Република Македонија во две коцки ќе направиме за да ја следите ситуацијата, каде што многу порано за разлика од претходно демонстрантите туку-што заврши обраќањата на дел од организаторите и ова е веќе нивното познато гушнување братско по однос на собиранките кои што ги имаат и каде што ги завршуваат официјално протестите. 66-ти ден денеска, каде заврши обраќањето на Богдан Илиевски, Борис Дамовски и третата личност, не знам искрено која беше што се обрати, но тоа колешката Маја Васева ќе го стори малку подосна во текот на емисијата преку нејзино официјално јавување, која што патем рече дека од прилика бројката на присутните на протестите на овој 66-ти ден на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија била нешто слична како и со претходните денови. Во меѓувреме одиме со вашите јавувања, дали имаме некој на линија, повелете. Добар ден. Дали се слушаме со некого или пак можеби ќе почекаме по однос на коментарите кои што ги имаат напишано во она што ние го имаме како пораки добиени. Дали имаме некој на линија или ќе читам пораки, режија? Се исклучи гледачот, но ќе видиме во меѓувреме дали на другата линија некој има. Звонко пак, например, ни пишува на Facebook, вели: здраво Огнен, не е можно да се следи емисијата, има прекини во тонот и замрзнување на сликата, колку за инфо користам Тримакс. Добро, благодарам Звонко. Богдан пак вели: поздрав Огнен, само едно да се знае, оваа банда заминува во историја, шутка не им бега, само толку поздрав. Драган П вели: ај што влегол, ама за албанскиот знаме што го остави, ни збор не кажа за вас, тоа ли е живот во Македонија, дали во леки ќе ја земаш? Добро, јас не ве разбирам, Драган, што имате пишано, веројатно мислите на знаменцето. Да видиме пак друго. Така. Фарис вели: поздрав до телевизија 24, а сите што провоцираат и не размислуваат за иднината на оваа држава, Република Македонија, заедно со криминалците од бившата влада, да идат на рехабилитација во затворен простор. Добро, одиме со јавување. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушам, повелете. Среќен ден. И вам исто, повелете. На сите во Македонија, па и на Талат Џафери, кој се смести во кабинетот. Дали Талат Џафери застана под македонската химна и даде заклетва дека ќе биде за сите претседател на собранието на Македонија? Дали Талат Џафери ќе зборува на македонски јазик и даде на македонски јазик? По однос на она што го пренесувавме... Само да ви одговорам. Значи, да, по однос на преносот кој што го вршиме во четвртокот, минатиот, Талат Џафери заклетвата ја даде на македонски јазик, но првото обраќање кон тамошните пратеници го имаше на албански јазик. За останатите работи, не знам, веројатно ќе треба да исчекаме за да видиме. Ја го на албански јазик, а после дали имало на македонски... Имаше пред тоа, на македонски заклетва даде, со сигурност ви кажувам... Прво на македонски даде, Да. На албански. На македонски, па потоа се обрати на албански. Може, па ја не су толку и писмена, може и толку не су видела, се е можно. Не, нема врска, прашањата ви се наместо, окей е, но по однос на пренесување на информациите, само да знаеме. Да, дали ќе биде исправен за сите во Македонија? Или ќе биде за едни добар, за едни лош? До сега имавме председател кој само за едни беше добар, а за другите лош. Така. А сега он дали ќе биде за сите исто? И дали ќе се држат сите до уставот и до законот? Дали сите ќе ги почитуваат?
сите ќе бидат еднакви на правото, кога ќе отидат у која да била институција и ќе бидат оценувани. Така. Благодарам за јавувањето, ви посакувам убав ден. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Хал? Да, ве слушам, повелете. Се извинувам, вака. Значи, ето ова што се случува Добро. е вина на Заев. Добро. Едно. А господинот Заев, кој не заслужува и да се наречи господин Заев, значи, сепак, ова што го направи денеска Џафери, Талат, со знаменцето, а кажуваше дека ќе се почитуваат символите на Македонија, не е достоен на зборот. Прво му е то. Значи, натаму сето, другото нема да достои. Тој е подкупен и од албанците, и од Европската Унија. Едно. И плюс то, кажуват сите дека ВМРО украл пари. ВМРО направи сепак некои работи, а каде се парите што ништо не направи СДС во владењето нивно? А сепак ќе заборчи Македонија. Каде се тие пари од Македонија? За нивното владење. 4 години беа во парламентот оставени сами. Украдоа пари огромни. И сега сакаат да се... А да ве прашам нешто. Се прашувам, во ред, наместо вие прашањето, но се прашувам зошто во изминатите 11 години на коалицијата на ВМРО, ДПМН и на ДУИ, никој воопшто не понесе одговорност практично да ги гони судски за задолжувањето и за украдените пари за кои што велите? Зошто ВМРО, ДПМН и ДУИ не ги спроведува пред лицето на законот овие дела за кои што зборувате? Во ред. Сега јас ќе ве прашам, сега. Не, да ми одговорите, сакам. Не знам тоа, не, тука никакви сознанија, требало да ги воведат. Не велам дека не украле, значи треба да му се воведе. А сега друго. Зошто албанската... Штета. Тоа што компјутерски имаме практично прекинување на јавувањата после 2 минути ми е некогаш жал искрено затоа што не можеме да доразговараме, но истовремено да ви кажам, сакав да ви поставим прашање дали знаете каде е гробот на Александар Македонски, бидејќи за тоа некој треба да одговара. Одиме со вклучување на колешката Маја Васева во живо од пред Собранието на Република Македонија по однос на 66-тиот ден на протестите. Доколку имаме можност, Маја да ја вклучиме во моментот. Маја, дали се слушаме добро? Да, се слушаме одлично. Огненеве се наоѓаме пред Собранието каде што току заврши 66-тиот протест на иницијативата за заедничка Македонија. Почна регуларно пред владата како и секој протест претходно, но иако се најавуваше на почетокот као скромно учество на демонстранти, сепак протестот се омасовизира и тука пред Собранието дојдоа голем број на граѓани кои што имаа можност да ги проследат и денеска говорите кои што ги дадоа предводниците на протестите. Пред демонстрантите зборуваа вообичаено Богдан Илиевски, Борис Дамовски и овој пат Роберт Велјановски, кој што актер, кој што одржа говор кон демонстрантите, кој што беше прилично поетски во чест на Македонија. Демонстрантите овој пат скандираа против Заев, кога го нарекуваа предавник. Говорниците кои што им се обратија на демонстрантите рекоа дека не го признаваат Талат Џафери како претседател на Собранието затоа што е избран на нелегитимен начин со кршење на законот за собрание, деловникот и уставот. Сметаат дека Џафери ќе се легализира само по избори. Тие понатаму бараат нови избори на кои што граѓаните ќе можат да се изјаснат и по однос на случувањата и по однос на изборот на претседател на Собранието. За следните протести повикуваа на поголема бројност, како што рече Богдан Илиевски, потребно не е бројност, непокор, одлучност и истрајност. Вели говорниците рекоа дека нема да им дозволиме ова да им помине, односно случувањата во Собранието кои што не ги признаваат каде што нели беше избран нов парламентарен спикер, сметаат дека во иднина против нив, односно против иницијативата и против овие граѓани ќе се служат со стигматизирање, со отцрнување, дури и полицијата рекоа ќе се обиде да не спречи, но ние тоа нема да го дозволиме. Тие се информациите кои што сега ги имаме.
како што може да се види тука пред собранието во центарот на Скопје, може да има и благо невреме, значи наоблачено е, облаци виснали и може да падне дожд. Сто повеќе детали се надеваме ќе се уклучиме во следното издание на Весникот на телевизија 24. Маја, ти благодарам. Само едно кратко прашање имам. Дали имаше силно полициско обезбедување како и во текот на вчерашниот ден за време на одржување на протестот? Да, така огнем тоа заборавив да го кажам, значи забележливо е силно полициско обезбедување, значи имаше и хермелини и оклопни возила, полиција која што е распоредена во кордони од левата страна на собранието па се до градската болница, значи неколку кордони на полицајци, исто така и специјалци, полиција со панцири, така што и се уште евидентно нивното присуство, како што можете да забележите, полицијата е се уште тука, иако демонстрантите веќе се разотидоа. Маја, ти благодарам за ова вклучување. Прибирајте се веќе во телевизија, затоа што невремето кое што се најавува таму веќе овде не помина нас, а верувај ми дека тоа е многу големо количество на дожд. И ти благодарам за информациите кои што ги даде по однос на 66-тиот ден од протестите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Во меѓувреме Трајче на Facebook ни пишува: албанското знаменце пред Талат Џафери е она истото што стоеше пред него во кабинетот додека беше министер за одбрана. А додека пак Трајче друг вели: здраво Огнен, честитки за изборот на Талат, ама да се разбереме, јас не сум партиски послушник и не прифаќам се што ќе каже некој од СДСМ, нека го прочитаат законот за употребата на символи на државното и локално ниво, и ако е со закон дозволено, знамето нека стои, ама ако не е со закон, нека го трга, мислам на албанското. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Да, повелете, ве слушам. Добро вечер, Огнен. Добро вечер. Поздрав до вас, повелете. Сега така, значи конечно човекот што го организираше покушајот за убиство на Зоран Заев ќе си оди во затвор. Значи тоа е Митко Чавков. Сега Митко Чавков дека е мој сограѓанин, да го познавам, јас се во една така емисија реков дека самото име Чавков кажува све за овој човек. Овој човек е толку, значи, неодговорен, не демократ, не и така натаму и така, него да не губам време за него. Еве да кажем нешто друго. Прво да му честитам на Талат Џафери за изборот за претседател на собранието на Република Македонија, и тоа знаме да него прават сега на него платформа. Бидејќи ови шоумени во ВМРО, ова мала, да не кажем што, може да направат дека таму има знаме од 10 метра. Многу брзо, како што реков јас многу пати, човекот на ова и едината на ова земја е Зоран Заев. Само тој ќе спаси оваа земја. А овие што ка надвор викат да дојдат повеќе, да не додадат повеќе, па ќе влезеле, па не признавале, тие се завршена приказка за Република Македонија. Тоа се таму све коштаплери и платени луѓе за да убијат некого. А Груевски, мислам дека веќе е спакуван. И ќе бега, ако не го фатиме, ништо не сме направиле. Овој човек што направи овдека, значи тоа е срамота и грота за оваа земја. Ти благодарам се најубаво. Благодарам за јавувањето, ви посакувам пријатна вечер. Дарко вели: здраво Огнен, може би јас сум песимист, ама не гледам светла завршница на настаниве во нашава држава. Дуи е Дуи без разлика дали ќе коалицира со ВМРО или со СДСМ. Немам доверба во Дуи, ама ни Тронка, и тие се банда како и ВМРО. Поздрав. Поздрав и до вас, Дарко. Семир пак вели: голем поздрав до ваша ТВ, честитке за сертификат, секоја чест. Благодарам, Семир. И дај Боже што побрку нова влада и да почне да се процесираат криминалци. Голем поздрав, Огнен. Благодарам, поздрав и до вас. Гоце пак вели: почитуван Огнен, редно беше да биде избран председател на собранието на Македонија за доброто на сите во оваа држава. А Чавков, па зарем уште не е сменет, се прашува Гоце. Славица вели: мене ми смета сонцето на Виргина што се употребува наместо нашето знаме. Додека пак Суска вели: поздрав Огнен до вас и вашата редакција, секогаш ќе се осврнам на денешната тема. Разрешување на Чавков и негова одговорност да има веднаш за несовесното работење штитејки нечии интереси. На новата влада и пратеничкиот состав сакаме предвреме да им порачаме, секогаш ќе ги поддржуваме, ама секогаш да работат совесно и во интерес на граѓаните, да не се повтори овие нереди и работење за свој интерес. Тешко беше, ама успеавме да ги дочекаме промените за сите во Република Македонија. Дали имаме некој на линија? Добар ден. Добар ден, млад господин. Поздрав до вас, повелете.
Сте слушале за Нострадамус, сигурно? Зашто? За Нострадамус? Да. Да. А дали може да цитирам од Евангелие нешто? Може се разбира. Ова е пишувано пред 29 години. Добро. И има сгрешено годината, 2 години има сгрешено. Се однесува на 2013 година. Добро. Предбедувањето. Ајде. И ќе дојде човек од околина моја, ќе запали од оган и од оган ќе изгори. Добро. Би асоцира нешто на тоа? Вие доколку мислите на тоа дека баба Вања е родена во Струмичко? Да, може да го најдете тоа. Така, да, знам дека е родена во Струмичко. Така. Значи, жената предвидела нека тако, сега. Не се слагам, вие млад дечко сте, дајте кажете ми една држава, не Богар, не Могар, не оние кои кажете ми една држава каде што во парламентот има знаме на туѓа држава. За тоа се согласувам, господине. Значи, во однос на употребата на законот на символите државни, односно законот за употреба на знамења, на грб и на химна, точно се определено што, како и треба да биде направено. А зошто не поставите прашање зошто е ставено знамето албанско кај новиот председател? Па да дискутираме за тоа. За тоа изборуваме. Талат Џафери се смести во канцеларијата на Велјановски. Цело време читам коментари по однос на знамето, Ама господине. не е поставена така темата? Не е тоа тема? Господине, јас сметам дека е многу поважно да се зборува околу неговото влегување во канцеларија, каде што исто така спаѓа и знамето. А тоа што некој би сакал да се зборува директно само за знамето, еве тоа вие го правите. Добро. Јас немам проблем со тоа, зборувајте. Добро, господине млад, вие сте прилепчени, знаеш, ние дека сме секојаш први во се. Во реагирање, мислам, во реагирање во кога е неправда во прашање, така е? Така е. Дали вие верувате дека човек што од две држави... Ни помина времето. Многу ми е жал. Добро. Ке треба ова да реагираме со компјутерот веќе, бидејќи беше време на мерка, но во секој случај ќе има време и за тоа. Добро. По однос на пренесувањето, значи... Дали имаме некој на линија? Повелете. Ало, добро вечер. Добар ден. Добар ден, убав ден. Ве слушам, повелете. Јас не сум против капиталот, собранието на Република Македонија, затоа што и во социализмот сетова собранието на Република Македонија ще обрне. Меѓутоа, тя се почнка албански. Сега, овие афери кои во собранието, тоа е благодарение на ДПМН. Нека не заборават сите. Талат Џафери, кога беше покойник како министер на РМ, душа, кај бе ови да протестират, да го спрештат, да го забранат. Кај бе да го спрештат да влегат во Институтот за народна одбрана, кој е најдоверливо министер, кој знае сите војни тајни. И кај бе, тој истиот Талат Џафери од војно лице замина во Учака и беше командант таму. Тие благодарение на ВМРО, ДПМН, тие го прибра. Тие не се сложам, меѓутоа верувам дека СВСМ и исправи таа грешка што ДПМН направил, дека јаси законот за амнестија ќе биде укинет и тие, Талат Џафери сите други ќе одговарат, меѓутоа ќе одговарат и овој криминал се ДПМН, дека што го спијат за сега и сите предојаваши, нека не го пајтат таја, ето претизиран да знае пушен што на опасне до паритетите куба, него сите овие пиши благодарение на ДПМН Брофили и благодарам једно. Пријатно до вас, благодарам за јавувањето. Анастасија на Фејсбук споделува статус на Богдан Илиевски, односно Бетмен велит од 2012 година, кој што не замоли да го прочитаме. Статусот е на 19 јули 2012 и вели вака. Пред точно една година на овој ден, владата на Злосторничкото здружување ВМРО ДПМН е начело со Николај Чаушеску во собранието со 63 гласа за и 29 против, изгласа амнестија за хашките случаи. Само едно ќе кажам, се ќе ви се удри од глава еден ден. Народот не заборава, уште помалку најблиските на бранителите од 2001-та, завршува објавата на Богдан Илиевски на Фејсбук од 19 јули 2012-та. Анастасија вели, поздрав до вас и честитки за пофалницата, благодарам. Убаво да ви се враќа. Џокица пак вели, поздрав, не можам да добијам. На оваа држава и фали закон, али за сите.
Добро. А Клара пак вели, поздрав од Тетово, почитувам господин Огнен, бидејќи имам континуирани пречки во интернетот и телевизијата, токму кога тече вашава емисија, се надевам дека поракава ќе стаса благовремено. Како граѓанин, после масакрот што се случи во Законодавниот дом, јавно прашувам дали членовите на фашистичкото Здружение за заедничка Македонија, особено нивните челници, се уште ќе бидат на слобода. Читам за барање разрешување на Чавков и така натаму. Во контекст на ова, свежи ми се сеќавањата како беше влечен Кежаровски пред камери, пред очи на семејството, без почитување презумпција на невиност, а да беше само Кежаровски, овој пат учесниците и поттикнувачите на масакрот од 27 се идентификувани, а видеозаписите ги идентификуваа и злоделата за кои треба подитно да бидат приведени. Што се чека? Добар ден. Добар ден. Да, ве слушам, повелете. Поздрав од Прилеп, Блаже. Поздрав и до вас, Блаже, повелете. Му благодарам на ВМРО ДПМН. Да, за? Што ни остави проверен човек, што му довери цела армија со сето на оружање. И сега знаеме што го ставаме ние како спикер на собранието. Со сигурност то и задоволен сум. И кога беше избран за министер за одбрана, го стави албанското знаменце, то не е знаменце, ознака. Трајко Божие кладе сликата од черка му и од син му. И не е ништо страшно. Ако беше избран, ако беа ВМРО, ако го избереа Хамди Бајрам, ќе го клајше ромското знаме. Дали, сакам да прашам, дали демонстрантите беа избрани по беа што? По легален пат, тепачите кои бесеа во парламентот. На кои му беа ширум отворени вратите од ВМРО-овците и слапла узбеа пречекани. Дали има тие сертификати, дали ќе сигурни? Инаку со среќа нека ние. Македонија беше воз излетан од шините. Сега се стави главата, машината. Сега постепено треба да се реда вагоните. И ќе биде Македонија супер. Се најубаво пријатно. Поздрав до вас, благодарам за јавувањето. Даниела на Фејсбук вели, им дојде крајот со среќа на новата влада, ама работите ќе тргнат на подобро дури кога ќе се смени менталитетот на народот. Видан пак вели, зраците на новиот ден на граѓанска, слободна и демократска Македонија веќе почнаа да ја осветлуваат и греат, за да заздрави уште посилно и подобро да го продолжи патот кон рамноправна, стабилна и просперитетна држава на сите граѓани, после деценискиот мрачен и мачен диктаторски и гангстерско-мафијашки период. Добро, одиме со јавување. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете, добар ден. Овде е адвокат Игнат Панчевски. Поздрав до вас, Игнат. Користејќи ги само тие 2 минути што ги допуштате, сакам да нафрлам информации што ќе го интересира народот во Република Македонија. Ајде, повелете. Значи, наместо да се трошат зборови околу знаменца, околу процедура, треба што побрзо да се избере владата и да се деполитизираат органите МВР, армијата и сите натаму. Значи, ова од следната причина. Интензивно се изнесуваат од министерствата доказите и документите за злоупотребите во вреќи црни. Значи, се спремаат за бегство. Затоа сакам да укажам дека малце по-мобилно треба да се размислува како да се спречат криминалците, а овие што се на улицата, што ги штитат криминалците, да ги упатиме да демонстрираат на аеродромите и на граничните премини, бидејќи од петок се очекува бегство на сите криминалци што ги гони специјалната обвинителка. Затоа, ве молам, ви кажувам дека мои клиенти изминатите 15 дена испра на 2 пати 150 и 50 милиони евра вчера и ги дадоа во кеш на лицата од власта, а се очекува и ново перење пари негде околу 500 милиони евра овие денови. Тоа значи треба да се бега, односно да се спречат бегствата. Благодарам. Така, благодарам за јавувањето. Поздрав и до вас, господине Панчевски. Дали има... Па да, имаме време за уште едно вклучување. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Па вака се, јас би ги изнесам моето мислење. Прво честитки што новата влада си го зазеде местото
Значи, и честитки што повеќе нема да ги гледаме веќе овие намуртени лица кои што ни влебаа само страст и недоверба. Овдека посебно ќе му се заблагодарам на министерот за внатрешни работи што конкретно изјави дека за Чавков нема враќање назад. Сега, значи, тоа е најприоритетно. Оно што го кажа и Панчевски, треба владата, значи, во што поскоро време, без независно од тоа што не се влезени со сите структури во, меѓутоа да се преземат сите мерки што се вика од страна, да се оневозможи изнесување на било какви документи, какви докази, со што на некој начин бија заматиле трагата на нивните недела. Ние сме толку многу оштетени како граѓани на оваа држава. Ние сме толку понижени, толку сме уценети на сите полиња. Нема поле на кое што не сме уценети. Ке те вработам ако дадеш толку пари. Ке ти направам тоа услуга ако сториш тоа. Значи, да не набројуваме, да не го губиме времето во тоа, меѓутоа, од оваа влада, значи, цела држава, не малце, 10 години не го испираше и мозокот. На некој начин не тераше да веруваме во нешто што не е вистинито. На некој начин не уценуваше да мораме да излагаме на гласање, да мораме да излеземе на протести, на сите тие несакани работи, кои што само, значи, мораше да ги почитуваме. Само еден пример ќе кажам, дека луѓе дојдени во мој Охрид од Паланка, мој кан го... Баш ми е жал што се прекина време траењето, нема да трае тоа веројатно уште долго, барем така се надевам. Зизи вели на Фејсбук, а зошто не се бунат граѓаните од Тетово, Гостивар, Кичево, Дебар и Струга, каде преовладува албанско население, а се бунат Прилепчани. Маја пак вели, поздрав до Телевизија 24, благодарам. Процедурално, реплики, контрареплики се изначитавме и доста е. Ајде. Добро, одиме со следно јавување. Добар ден. Ало. Да, ве слушам, добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Вака сега, во врска со цела оваа ситуација, мене ме интересира, значи прво ќе искоментирам за оној насилниот. Јас сум против насилство апсолутно. Тоа што се случи е жива катастрофа и нечовечно што се случува. Меѓутоа, каде беа сите овие што реагираат до сега да реагираат и додека шарените тепаа полицајци, ги маваа со камења, тогаш беше убаво и тогаш им чинеше. А сега ги бараат да ги бранат. И ги бранат нормално должностиме. А друга работа што сакам да кажам, значи, не може да ми каже мене на некој дека тоа било обично знаменце што Талат Џафери го ставил во канцеларија. Значи, знаме е знаме. Тоа може во Албанија да го става, а не тука кај нас да го става. Уште помалку да правите споредба кога бил министер за одбрана и спикер во државата. Тоа е втор човек во државата. Во отсуство на председателот, сите знаете кој е врховен командант на републиката. Значи, јас мислам дека ова е што се случи упадот по собрание, апсолутно одлична работа, дека народот се свести. А без насилството се разбира, тоа е еден голем минус, меѓутоа ова што Зоран Заев го прави е на вистина пропаст за целата држава и катастрофа невидена. Ама, сепак ќе кажам, има Господ гледа, па нека му врати. Пошто јас не планирам ни јас и моите деца да слушаме албански, да учиме албански, да ми зборува мене на албански, зборува прво на македонски, па на албански. Ама нема ни зошто да зборува на албански во Македонија. А прво нема ни зошто да биде албанец спикер. И толку нема да стават македонец. Добро. Заврши денешното издание на Мој термин. Едно издание само во текот на денешниот ден, затоа што по вестите во 19 часот следува новата епизода, односно новото издание, се извинувам, на магазинот, ТВ магазинот Фактор 24 со колегата Горас Чомовски. Јас ви благодарам за денешното вклучување и ви посакувам пријатна вечер. Од мене до гледање.